Од септември целодневен престој за учениците во општина Карбинци. Ова иницијатива е во соработка со општината и основното училиште Страшо Пинџур, кои ќе им овозможат на учениците од сите населени места во општината да продолжат со настава и по редовниот училишен ден. Градоначалникот Виктор Паунов најави дека по обезбедувањето на сите потребни документи, училиштето ќе организира продолжената настава за дечињата кои имаат потреба од неа. Исто така за учениците ќе биде обезбеден бесплатен превоз со што ќе се овозможи полесен пристап до наставата. Општина Карбинци заеднички со основното училиште Страшо Пинџур од Карбинци, централното училиште, воведуваме од месец септември ова еден новитет кој што по барање на граѓаните, на жителите од Карбинци, еве на наше задоволство успеавме да ги обезбедиме сите потребни документи, да воведеме целодневен престој, односно настава, продолжена настава која што ќе се одвива на територијата на Карбинци, поточно во централното училиште во општина Карбинци. Ова ќе значи дека од сите населени места, односно од сите подрачни училишта во Карбинци, во организација на училиштето, ќе имаат можност дечињата кои што имаат потреба да посетуваат престој, продолжен престој од редовната настава, да можат да го направат тоа, да се запишат и училиштето да им го овозможи со соодветен наставен кадар, започнувајќи од новата учебна година од месец септември. Она што е важно да го знаат родителите е дека училиштето и општината ќе се погрижи за обезбедување на превозот на самите ученици кој што ќе биде потребен од различните населени места кои што би имале потреба да се запишат оние ученици. Продолжената настава во општина Карбинци ќе обезбеди значителни придобивки за учениците и нивните родители. Според директорката на училиштето Наталија Костова, потребата за ова иницијатива е реална и одраз на анкетата спроведена меѓу родителите. Продолжен престој значи голема придобивка прво за родителите, бидејќи анкетирани беа голем број на родители кои имаа потреба, и тоа е реална потреба за опфат на учениците после редовната настава. Наставата ќе се реализира по соодветна програма за продолжен престој, која е во склоп на годишната програма за работа на училиштето, во која ќе се одвиваат во наставни активности, настава конкретно од продолжување на редовната настава, во која учениците ќе реализираат и слободни ученички активности до 16:30 часот, тоа ќе биде после 12 часот, до 16:30 до кога и завршува продолжениот престој. Најдоцна, поточно до 17 часот. Со воведувањето на целодневниот престој, општина Карбинци ги исполни очекувањата на родителите и учениците, создавајќи подобри услови за образование. Овој настан кој стартува од септември ќе ја подобри достапноста на образованието и ќе обезбеди поголема флексибилност за дечињата и нивните семејства. Општината продолжува со активностите за унапредување на образованието и создавање поквалитетни услови за идните генерации.